Одбележуваме уште еден 4 мај. Исправени сме уште еднаш пред големото дело и пред големото име и презиме на македонскиот историски непокор. Го чествуваме повторно на големиот од многуте големи синови на Македонија, Гоце Делчев. Велат дека мај е најубавиот месец во годината, но во таа 1903 година мај се претвори во најтажниот, најцрниот и најочајниот месец за сите оние кои, носејќи ја Македонија во своите срца, го исчекуваа слободарското изгрејсонце. И покрај тоа што зловесниот 4 мај 1903 година изминаа 109 години, длабоко сум убеден дека во срцето на секој од нас провева длабока тага и безмерна жал за прераната смрт на еден од најголемите великани на македонското револуционерно дело за ослободување од многовековното турско робство, Гоце Делчев. Таа ненадоместлива празнина ја чувствуваме не како 109 годишна далечина, туку како вчерашна и денешна неизлечива болка и уште повеќе како судбинска загуба на брилјантниот предводник на Македонија и македонскиот народ низ премрежијата и остварувањето на вековниот сон за создавање на своја собствена, самостојна и суверена татковина. И токму затоа, мојата чествувачка реч не е ни најмалку врзана за одгласот и информирањето на светскиот дневен печат и живата раздвиженост и вознемиреност на европската и воопшто меѓународната дипломатија поради загинувањето на легендарниот револуционер Гоце Делчев, туку едноставно со она прашање: што со македонското дело ако не паднеше Гоце? Воопшто не се сомневам дека ако не секој од нас, но барем множеството од нас, дури денеска, 109 години по неговата бестрашна смрт, не еднаш си го имаат поставено прашањето: што ќе беше со Македонија ако во Серската баница недопирливиот шејтан, како што османлиите го викаа Гоце, останеше недопрен од куршумите, успевајќи да го пробие убиствениот аскерски обрач. Историјата, макар и ова што засега не е достапна, доволно говори кој беше Делчев, што беше Делчев и што мислеше Делчев. Веднаш ќе кажам, Гоце Делчев беше војник на слободата, стратег и професионален револуционер, но истовремено и ум со висока нагласка и капацитет на широчина. Со брилјантна визионерска обдареност, Гоце не само што гледаше, туку и чекореше кон иднината, крајно предпазлив, но и силно огорчен на се понагласените заграбувачки аспирации од соседните балкански држави, свесни дека светата слободарска борба нема да има само еден единствен одлучувачки фронт. И дури според некои негови најблиски соработници, големиот апостол помалку се плашел од вековниот отомански поробувач, експлоататор и огнетувач, одошто од моките на расколничката ролја на пропагандите на соседите Србија, Грција и Бугарија. Токму затоа, основата на подготвителните организацијски активности на ослободителното востание секогаш ги поставуваше на преден план задржувањето на единството и јакнењето на националната свест и определба, пламено борејќи се против секој обид за инфилтрирање на врховистичкиот вирус во свесното и совесно македонско револуционерно јадро. Современата историја сосема јасно потврдува дека Гоце беше недвосмислено против прераното кревање на востание. Затоа токму тој беше искраносецот што требаше да го пламне востаничкиот оган. И токму тој беше одличниот познавач на пулсот и молекулите на душата на народот и неговата подготвеност или недоволна подготвеност за едно навистина одлучувачко ослободително востание. И токму тој најдобро знаеше дека секако ваков избрзан обид е еднаков на неизбежно самоубиство. Та токму затоа Гоце разви необична жива активност во насока на спречување или барем преиначување на одлуките на Солунскиот конгрес за дигање на востание. И брзаше да се спречи она што се уште може да се спречи и да го спаси делото од неминовната катастрофа. Но во тоа не успеа. Го спречија подмолните предавници на делото на самобитноста
давајќи го на срамен дар неговиот живот на турскиот аскер. Во Баница, на денешен ден, во далечната 1903 година, се случи тоа што најмалку требаше да се случи. Пред нас, почитувани дами и господа, секогаш ќе останат неодгатнати прашањата. Ако Гоце останеше жив, ќе дојдеше ли до дигање на Илинденското востание и како резултат од него до зверските убиства и палежи низ востанатите македонски краишта. Та дури да претежнеше влијанието на заговарачите на избрзаното востание, дали тежината на неговиот авторитет и авторитетот на неговите најблиски соработници немаше да биде здрава основа за решавање на македонското политичко и национално прашање во тоа време. И дали воопшто ќе резултираше трагедијата на обезличената делба на ткивото на изнамачената македонска земја. Но не помалку заслужува внимание и прашањето дали воопшто за безкомпромисната апостолска револуционерна натура на Гоце Делчев немаше да има некоја друга Баница. Зошто тој беше предодреден да го води народот во насока на самобитна државност, а токму ваквата негова централна ролја го правеше суштински генерална и дури конкретно утврдена, посочена и одредена цел за отстрел и од турските власти и од соседните балкански врховизми. И што е најважно, од оние македонци кои повеќе го гледаа сопствениот интерес од интересот на Македонија. При се кажаново, едно е сигурно. Со смртта на Гоце исчезна главниот врзан нерв на македонскиот револуционерен организам. Оној кој пулсираше под секоја македонска стреја и кај секој добар револуционер, влевајќи цврста и силна надеж во неодминливата близина на совекови очекуваното слободно сонце и самобитна македонска татковина. А неа тој, безмерниот родинолюбец, толку силно и толку бескрајно, безгранично и неодвојно ја имаше восприемено и понесено во душата и срцето. Та не случајно неговиот соборец, прекалениот револуционер Михаил Герџиков ќе рече: јас не знам кој кого посилно возлюби први, Македонија Гоцета или Гоце Македонија. Ама знам, оти при последната им преградка плачеа и двајцата. Таа заради прераната му смрт и тој заради недовршеното дело. Драги сограѓани, ликот на Гоце Делчев и неговото дело секогаш биле и ќе бидат предизвик за сите генерации македонци. Нам не преостанува со нашите постапки да ја заслужиме достојноста за да се наречеме негови следбеници. Благодарам.